Благодарам председателя, почитуван председател, почитувани министри, заменици министри. Ја користам можноста да поставам три пратенички прашања. Првото прашање е упатено до владата на Република Македонија, а иницирано од неколку населени места во општина Маврово Ростуше, а се однесува на проблемот во пренесување на сигналот на Македонска радиотелевизија, именно после воведувањето на дигитализацијата. Населените места Жировница, Ростуше, Велебардо, Требиште и Битуше не добиваа сигнал, со тоа нема можност да ги следат програмите на националните телевизија. Иако немаше сигнал, сепак им беа доставувани сметки за радиодифузна такса. Сакам да истакнам дека од октомври 2014 година по барање на општината има подобрување на сигналот, односно добиваат сигнал од само МТВ1, МТВ2 и Собранискиот канал, но другите национални телевизии кои што се воведоа со дигитализацијата се уште не се достапни за нив. Конкретното прашање е: дали има можност жителите на овие неколку населени места од општина Маврово Ростуше да бидат ослободени од плаќање на радиодифузна такса од воведувањето на дигитализацијата до октомври 2014, односно кога почнало подобрување на сигналот, затоа што претходно не добивале сигнал а им биле доставувани сметки, а истовремено да се подобри сигналот и да имаат можност и овие граѓани да ги следат и другите национални телевизии. Второто прашање е до Министерство за транспорт и врски, а се однесува на одроните на делницата Жировница-Бошков мост, односно дел од патниот правец Маврово-Дебар. Сакам да нагласам дека оваа делница беше реконструирана во 2009 година и првпат некој во овој регион изврши реконструкција на некаков патен правец, односно на некаква делница. Сакам да истакнам дека во периодот од октомври до април секоја година на поедини места на оваа делница се појавуваат одрони кои што со помал или со поголем обем. Значајно би било да се реагира во идниот период во оваа делница со цел да се подобри безбедноста на патот на оваа делница и со тоа да се реши овој проблем. Третовото прашање е на мене е до Министерство за здравство, а се однесува на досега веројатно најголемиот тендер за набавка на лекови за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија. Истиот тендер е објавен во електронскиот систем за јавни набавки, како и има исто така меѓународна објава на официјални списанија за јавни набавки од Европската унија. Прашањето е: какви се очекувањата и ефектите од тендерот за набавка на лековите и колку видови на лекови треба да бидат набавани со овој тендер? Ви благодарам. Благодарам. Пратеникот Алин Билали постави три прашања. Првото е до владата на Република Македонија. Одговара се доведете заменикот председател на владата Република Македонија, господин Ставриски. Повелете. Благодарам, председателе. Прашањето се однесуваше од пратеникот за можноста за жителите од одредени населени места во Република Македонија кои што немаат доволно добар сигнал да бидат ослободени од плаќањето на радиодифузната такса. Принципиелно одговорот е всушност дека владата во изминатиот период имаше известувања од Македонската радиотелевизија и од Македонската радиодифузија за одредени подрачја во Република Македонија каде што не допира радиодифузниот сигнал и истите беа ослободувани за периодот во кој што немале сигнал. Така да би советувал жителите од населените места што ги спомна пратеникот да се обратат до Македонска радиотелевизија, да презентираат аргументи за тоа дека немало во тој период сигнал и Македонска радиотелевизија соодветно на ист принципиелен начин ќе постапи како што и претходно имаше такви ситуации и ја известува владата за истото. Тоа би бил одговорот. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Алин Билали. Повелете. Благодарам, председателе. Значи на председателите на местни заедници, односно од овие населени места од Маврово Ростуше, ќе им пренесам да достават официјално барање со тоа да се реши овој проблем.
кој што ги мачи определен период. Ви благодарам. Немам дополнително прашање. Благодарам. Второто прашање упатено до министерот за транспорт и врска. Одговорот се добиете од заменик од министер. Повелете. Faleminderit për përgjigjen do ta merrni në formë të shkruar. Молам. Писмено ќе одговарам. Понос на второто прашање се добиете писмен одговор. Трето прашање упатено до Министерството за здравство. Одговорот се добиете од заменик од министер за здравство. Повелете. Благодарам председателе, благодарам на поставеното прашање. Значи, станува збор за прв пат во историјата на Независна Македонија за волку голем тендер за набавка на лекови. Станува збор за тендер во кој што ќе бидат набавени, кој е составен од 606 делови на видови на лекови, кои што се ги правевме долго време заедно со сите јавни здравствени установи, и тој ќе биде тендер во кој што ќе се намират потребите за 2 години за сите јавни здравствени установи, за сите услуги што ги пружаат. Така да очекуваме од оваа набавка, која што е моментално во тек, каде што техничкиот диалог е завршен, имаме добиени и од согласност од Советот, не би коментирал понатаму. Станува збор за, очекуваме дека ќе дојде до огромни заштеди на буџетот од Министерството за здравство со набавка на овие волку голем број на лекови, со што заштедите ќе ги пренасочиме во други поприоритетни работи во здравството. Благодарам. Благодарам. Дали претеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително претеничко прашање? Има збор претеникот Алин Билали. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од одговорот и немам дополнително прашање.